здраво на сите, добре дојавте назад на каналот Ивона и Марио. Јас сум Марио, предпоставувате се, надевам. Денеска сум сам, Ивона не е со мене, а по насловот веројатно веќе свативте зошто. Снимам реакција на нејзиниот настап на звездите на Грант. Да, веројатно веќе сите знаете дека таа и годинава е учесник во звездите на Грант и имаше одличен настап. Јас бев во Германија кога се емитуваше настапот и не успеавме да го гледаме заедно и кога ме праша Марио, што мислиш како беше бла бла бла, јас си реков очекуваме реакција. Така да помина веќе чинам дека помина 2 недели, уствари не помина неколку дена, така да малку доснам со реакцијата на обврските, си го прават своето и се надевам дека никој нема да ми замери. Но, она што е добро, нема рок на трајање, па така и настапот на Ивона. Пред да започнам да го коментирам, анализирам, гледам, реагирам, како год, ставете обавезно лайк на видеото и напишете ни во коментари долу дали сакате да снимаме почесто реакции заедно на некакви видеа, напишете ни идеи за реакции и така натаму и така натаму. И обавезно кликнете на копчето subscribe и претплатете се на нашиот YouTube канал. Сега ќе направам еден преокрет на камерата, ќе направам простор, ќе се померам за овде да ви го ставам видеото, да го гледате. Се надевам дека нема да добиам копирајт, затоа што звукот ќе го пуштам од лаптоп и се надевам дека добро ќе слушате, а видеото ќе оди без звук овде. Така што Грант има строги авторски права и се надевам дека нема да добиам копирајт. Бум. И еве назад. Денес ќе почнеме со реагирање затоа што настапот е нека 5 минути, да не би требало видеото 30 минути. Ќе пробам сето тоа да го смонтирам, намонтирам и направам да биде пократко и да ви го задржи вниманието. Останете со мене, се надевам дека добро ќе слушате. Имајте на ум дека јас претходно го имам гледано настапот и намерно и тогаш не сакав да снимам реакција веднаш затоа што се ми беше некако тази, бев импресиониран. Оставив да помине малку време и сега го гледаме повторно. Така да stay tuned. Океј, почнуваме од моментот кога излезам на сцената. Не знам од кај звучников нова чува. 23 просинот Стони Цетински е првата песна. Овој момент ми се многу свиѓа, кога шерифовите ќе се устрча да клекне. Ми се свиѓаат и реакциите на жирито. И уште не ми е јасно зашто Нада Мацура седи у жири. Колку е убава оваа песна, зашто се онесвестам. Ужасно ми се свиѓа што успеа без фалш и дистонација да преиде во таа модулација нагоре. Ова ми е омилен дел. Овде првпат кога го гледав настапот ми потекоа солзи и тоа ми се случува првпат у живот, да гледам нешто на телевизија и да ми тргнат солзи, буквално. Добро, ова е веќе малце позабавно. Се надам дека од Дино Дворник и Викторија не можам да добијам копирајт. Леле кој глупост реков сега. Нека почива во мир човекот, ама сакав да кажам дека и од Тони Цетински се надам нема да добијам, затоа што
ги ставам само песните, а ако им се заштити с авторски права плюс грант плюс... не знам што глуми овој сега, демек... Окей. Битно од најбитните луѓе ги има гласовите. Овој дел од песнава општо ми се допаѓа, као нема музика, само тактови иде. Многу ми јако. Кога певме на плоштад еден овде, она ја пееше оваа песна и ја тогаш ја слушнав у нејзина верзија пред това да се емитува све. И исто и тогаш ми се допадна ептен тој дел, ептен енергичен и дава некаков... И ова. Океј, овде веќе нема коментари, затоа што, нели, ако сте гледале емисијата, свативте дека зашто немало коментари. Ако не сте гледале, линкот емисијата ќе имате доле у дескрипција, така да обавезно погледнете го целиот настап, соживете се како јас, што се соживеав кога прв пат го гледав, и обавезно ставите некој коментар долу во знак на поддршка за Ивона, оти многу ќе значи во тек на надпреварувањето. Сакав да кажам дека како не знам како сега да ви кажам, малце ќе звучи смешно, но не дека е моја, навистина од сите досегашни, каков акцент стави, досегашни учеснички во оваа сезона, мислам дека го имаш на најдобриот настап без конкуренција. Имаше уште една девојка која претходно ми се допадна, што била на германски X Factor или ја имам талент, појма неам, али она беше исто добра, но Ивона беше онака врхова и годинава идеме до финале. Сакав само да прокоментирам стайлинг, фризура, шминка, бла бла бла. Ивона, не знам, веројатно никој не знае во суштина, имаше спремно еден друг стайлинг за ова, меѓутоа во последен момент на ден пред снимање свати дека тоа нешто не изгледа така како што треба да изгледа и отиде у една сигурна комбинација гардероба која веќе ја поседува и изгледа одлично. Носи црно што додава една оптичка варка, ја прави многу послаба, изгледа многу по-стабилно, онака, не знам како да ви кажам, фајт, жена борец така изгледа. Косата одлична, која прв пат ми прати слика која ја правеше косава, видов волокни, само кажав леле Ивона не. Мислев дека не е свадбарски чуда. Меѓутоа сега на клипов, саќам за каква фризура станува збор, одлично вклопена и во стайлинг и за песните и за све. Шминката исто така, очите нови исто така. Така што јас за овој настап прв пат ми се случува да немам замерка и да немам... Јас не сум некој музички стручњак, меѓутоа сум многу критичен како кон себе, така и кон моите блиски пријатели кои се занимаваат со било која сфера од шоу бизнис, затоа што мислам дека имам сенс за нештата и секогаш ти дозволувам да прокоментирам и да критикувам, меѓутоа овој пат го имаме победничкиот пакет. Така да good luck baby и знаеш дека те сакам и малку на кумановски да ти кажу идемо овој година до финале и држи се и биди паметна и многу те сакам. И дечки, тоа беше се, да не менувам пак кадри, да се враќам у средина, ке пробам вака да се искривам.
Се надевам дека ви се допадна реакцијата, доколку ја сакате да снимаме уште реакција, обавежно напишете ни го тоа долу во коментар, ставете лайк на видеото, претплатете се на каналот со клик на subscribe и останете со нас. Се гледаме наскоро. Чао!